Добро вечер, добре дојдовте во првите вести на Канал 8 телевизија во новата 2014. Нека е среќна и берикјат на новата година. Првото новородено бебе во Кочанската болница во новата година е машко. На свет го донесе Салие Исмаилова од Виница. Бебето и мајката добија цвеќе, подароци и желби за среќа и здравје од градоначалникот, раководството на болницата и од кочанските фирми. Стартот на новата 2014 година на акушерското одделение во Кочанската општа болница донесе прво памашко. Го роди Салие Исмаилова од Виница. Тоа е прва ваква радост за неа и низиниот сопруг, со кого минатата година го започнала заедничкиот живот. Бебето се родило со нормално породување на 1 јануари во 11 часот, а според дежурниот доктор Фонзи Јуруков, целата постапка поминала без никакви проблеми. Машко дете, 3 кг 850, тешко. Раѓањето помина по најдобар ред, родилката е добра, бебето е добро, ги видовте како се и така. Мајката и таткото на новороденчето се невработени, но се надеваат дека новата 2014-та, освен заедничката радост во семејството, барем на еден од нив ќе им донесе и можност за постојана заработувачка. Вообичаено, првото новороденче во новата година го посети градоначалникот и на мајката и врачи пригодни подароци. При тоа изрази задоволство што лани бил постигнат пораст на бројот на породувањата. Минатата година завршивме со една бројка солидна од 400 породувања и ова е знак, очекувам дека и оваа година ќе имаме исто така богата година. Тоа е еден податок дека секоја од година во година се зголемува бројот на новородените деца и она стагнација која што имавме едно време полека се смирува, односно мислам дека младите се повеќе остануваат овде во своите места. Подароци за родилката обезбеди Кочанската општа болница, како и фирмата Ледер од Кочани. Според лекарскиот тим во болницата, бебето и мајката по породувањето се во одлична здравствена состојба и деновиве ќе бидат пуштени дома. Според желбата на родителите, новороденчето ќе го носи името Амсаџан. Минатата година во болницата во Кочани се родиле околу 30 на бебиња повеќе во однос на 2012-та. И покрај ваквиот тренд, статистиката вели дека наталитетот и понатаму е во опаѓање, зашто најчестото образложение е заминувањето на младите брачни парови во странство. 400 живородени деца се регистрирани во општа болница во 2012 година. Овој број за 30 на бебиња е поголем во однос на лани, со што е подзапрен започнатиот процес на намалување на наталитетот, карактеристичен за целиот источен регион. И од Кочанската општа болница потврдуваат дека имаат пораст во породувањата. Околу 12% повеќе бебиња се родиле кај нив во текот на минатата во однос на 2012-та. Во вкупниот број породувања што се вршат на акушерското одделение во болницата се вклучени и родилките од соседните општини во регионот. Во текот на последната недела од минатата година во болницата имало зголемен број породувања. Имавме во 2013, последните 2 дена имавме по 4 раѓања, така да годината заврши со 400 раѓања точно. Така да солидни. Од раководството на општа болница велат дека се подготвени да одговорат на зголемениот број раѓања, без разлика дали родилките се од нашата или од соседните општини во регионот. Да се надеваме дека наредната година ќе бидат уште повеќе раѓања, уште повеќе породувања во општа болница Кочани и воопшто малку наталитетот во нашата општина да оди понагоре на линија. За сега нема веродостоен податок на што се должи зголемувањето на бројот на породувањата во Кочанската општа болница. Персоналот на акушерското одделение потврдува дека опаѓањето на бројот посебно бил забележлив во последните 10 години. Порастот на новородени бебиња во болницата ни оддалеку не може да се споредува со оној од пред 10 и повеќе години. Тогаш овде се раѓале и по 1200 бебиња годишно, а сега тој број е намален на само 1/3. Намалување на наталитетот има во целиот источен регион во земјата, во кој влегува и нашата општина. Влијание врз тоа имале повеќе фактори, но како најважни се сметаат лошата социјална политика, влошената економска состојба во државата и масовното иселување на младите брачни парови, кои најчесто работа бараат во западноевропските земји. Дежурните екипи на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом на новогодишната ноќ со полни раце работа.
2 сообраќајки, 5 тепачки со повредени лица кои завршиле на хирургија и повеќе мина донесени во алкохолизирана состојба, од кои најмалиот пациент е на возраст од 13 години и околу 90 прегледи на лица со влошување на здравјето за време на прославата на последниот ден од старата и првиот ден од новата година. 2 сообраќајни незгоди, тепачки со повредени лица и 4 лица донесени во алкохолизирана состојба, од кои најмладиот пациент имал само 13 години, а останатите 18 и 19, е билансот од прославата на новогодишната ноќ на 31 декември. Во 04:30 часот имало една тепачка, која што е после дадената лекарска помош е препратена за хирургија и се донесени 4 лица во алкохолизирана состојба. Имало е една сообраќајка кај Зановци, меѓутоа кога екипата е отишла на лице место, само возилото е било, додека од повредени или патници не се затечени на лице место. Доста лица побарале и помош поради сериозно влошување на здравјето. На 31 декември вкупно се прегледани 35 пациенти и плюс на скратениот број 194 се примени 3 повици, значи 38 прегледи имало вкупно. Од трите повици на 194, едниот е бил со деменција, е препратен на нервно оделение, другиот пациент, двајца са збринати во домашни услови, тој едниот имал со гихт, воспаление на зглобот на палецот и една неподвижна стара жена со тешка простинка. Не помалку бурно и со поголем број интервенции поминала и првата ноќ од новата година. Со вкупно 47 прегледи, екипите на итната медицинска помош со полни раце работа. И оваа ноќ поминала со сообраќајни незгоди, тепачки и лица во алкохолизирана состојба на возраст од 23 години. На први исто имало една сообраќајка и пациентот препратен до хирургија и исто имало еден неподвижен пациент со тешка простинка. Инаку на 1 јануари, значи имало е 3 тепачки и едно лице во алкохолизирана состојба. На 1 јануари прегледи имало е 47, а на 194 имало 5 повици. Од тие 5 повици, едниот пациент е бил со болки во градите, стеногардични тегоби, ангина пекторис и препратен на интерно оделение и после укажената помош на итна помош. Еден пациент со диагноза на епилепсија во домашни услови е третиран со ампуларна терапија апорин и бидоксин. Друг еден со хипогликемија исто во домашни услови. Дежурните служби на итната медицинска помош одговориле на сите повици, но истакнуваат дека залудни биле апелите од лекарите да не се злоупотребува телефонскиот број 194. Спанчевски повторно апелира до пациентите да не се јавуваат на бројот без потреба, затоа што во тој случај не може да се одговори на повиците на лицата на кои навистина им е потребна помош. На новогодишната ноќ дежурале една екипа на итната медицинска помош составена од сестра, лекар и возач, а 2 екипи на повик по потреба, што иако бурна, успеале да одговорат на сите повици упатени до брзата помош. Во Виница новогодишната ноќ помина релативно мирно. Помали инциденти со помалку или повеќе полесни повреди донеле неколку лица на итната помош, каде се преземени соодветни интервенции. И полицајците одмараа на новогодишната ноќ, ако се изземат малкуте пострадувања при расчистување на инцидентите. Најголемо нарушување на јавниот ред и мир создадоа петардите, кои се слушаа од сите страни и покрај полициските контроли. Дежурните служби и нивната работа не беа заборавени од градоначалникот Емил Дончев, кој ги посети во вечерните часови и пред полноќ им врачи пригодни подароци на дежурните пожарникари, шумската и судската полиција, дежурниот полицаец, итната медицинска помош и чуварот на собраниската зграда. Екипи на Кочанскиот здравствен дом во посета на жителите од руралните средини ја проверуваат здравствената состојба на пациентите со цел превенирање на кардиоваскуларните и други болести.
Со почетокот на новата година, Здравствениот дом од Кочани стартуваше со проектот на Министерството за здравство наречен Рурални доктори. Екипи составени од лекари и сестра ги посетуваат пациентите во домашни услови и здравствената состојба се проверува на лице место. Ги посетуваат пациентите во домашни услови, во одредени места кај што има пункт, а во други кај што е пократко времето, значи како домашна визита, односно патронажна посета од куќа до куќа, каде што на лице место на пациентите им се мере крвен притисок, се слуша срце, бели дробови, се мери исто така пулсот и им се дава совети за понатамошно нивно третирање, значи за контролирање на крвниот притисок кај матичниот лекар, за испитување на маснотиите, за испитување на шекерот, се со цел за да се превенират кардиоваскуларните болести. На првиот работен ден од новата година медицинската екипа ги посети жителите на Подлог и Кучичино. Посетата продолжува во селата Бања, Бели и Спанчево. Во текот на еден ден се посетуваат поголем број семејства со оглед на тоа дека кај некои пациенти задржувањето на медицинските лица е подолго време во зависност од потребата. Првите впечатоци од посетата се задоволителни и добро прифатени од жителите. Обично има доста иселени луѓе, поготово во Штип. Останати се постари, изнемоштени лица на кои што им треба нега, меѓутоа пред се контакт, разговор, еден близок контакт, за да си ги кажат своите маки. Меѓутоа има многу луѓе кои што живеат сами и фактички нема со кои да споделат или добро или лошо. Проектот за почеток ќе стартува со 1 до 2 екипи на терен, со тенденција на зголемување на екипите по потреба. Управата за јавни приходи ги потсетува економските субјекти дека со измените во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка, тие имаат обврска годишните извештаи за исплатени приходи задолжително да ги поднесуваат по електронски пат преку системот е-даноци. Рокот во кој што треба да го сторат тоа е најдоцна до 31 јануари. На стартот од новата година се огласи Управата за јавни приходи. Ги потсетува правните лица, трговците поединци, занаетчиите и лицата кои вршат слободни дејности, кои во изминатата 2013 година извршиле исплата на приходи на граѓани, дека имаат обврска по електронски пат да поднесат годишен извештај најдоцна до 31 јануари. Во него економските субјекти ги пријавуваат бруто приходите на обврзниците, платениот персонален данок на доход и предонесите, како и вкупно исплатените нето приходи во изминатата година по основ на лични примања, авторски права и права од индустријска сопственост, од капитал, имоти и имотни права, од добивките од игри на среќа и други приходи за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка. Истиот рок за поднесување на годишен извештај по електронски пат важи и за економските субјекти кои вршеле исплата на граѓани во 2013 година по основ на откуп на земјоделски производи. Во годишниот извештај тие ги пријавуваат податоците за физичките лица од кои вршеле откуп на земјоделски производи, шифра на дејноста која ја обавува физичкото лице и износот на исплатениот приход. Обврска за поднесување на годишниот извештај имаат и правните лица кои организираат зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало. Економските субјекти кои вршеле исплата на граѓани и имале обврска да пресметаат и уплатат персонален данок, задолжително треба на граѓанинот да му издадат збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и за предонесите во 2013 година, и тоа најдосна до 15 јануари. Издавањето на збирна пресметка е законска обврска на исплатувачот на приход, врз основа на која граѓанинот, како обврзник на персоналниот данок на доход, ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во годишната даночна пријава. Доколку до 31 јануари економските субјекти не поднесат годишен извештај, како и на граѓанинот не му издадат збирна пресметка за минатата година, законот предвидува глоба во износ од 2 до 3.000 евра во денарска противвредност, а за направениот прекршок на одговорното лице на фирмата ќе му биде изречена глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност. Уметниците од Сдруженијето од Виница крајот на 2013 година го заокружија со заедничка 5-та поред изложба на дела од нивниот творечки опус.
Дарко Богданов, Миливој Симеонов, Гордана Вренскова, Катица Алексова, Дејан Спасов, Сонја Димитрова и Иво Пецов се уметници чија креативност и талент се препознаени во Европа и пошироко. 2013 година ја заокружија со петата самостојна изложба на која се поместени по неколку дела од нивниот творечки опус. На изложбата можеа да се видат цртежи со молив, стрипови, авангардна уметност, македонски фолклор, масло на платно. Сдруженијето ја започна својата активност во летото 2005 година и од тогаш има реализирано повеќе проекти. Освен ликовни изложби, тие се коорганизатори на меѓународната керамичка колонија Свети Андреј, организатори на детски керамички колонии, изработувачи и на споменик на градскиот плоштад во Виница и на најголемото уметничко дело Виничка афера, што ја краси салата на Советот во општината. Спорт. Во 2013 многу надпреварувања, а малку квалитет. Нова година не е најдобро време за правење објективен пресек на ниту еден план, па ниту на спортски. Под новогодишниот сјај, спортската реалност не е најсјајна. Без заинтересирани спонзори, без долгорочна визија, форсирање вистински или божемни брендови, не може да се очекуваат резултати. Ако фудбалот е најпопуларната споредна работа на светот, а машкиот бара огромни вложувања, тогаш образот на Кочани го обелија девојките. Квалитетот е таков каков што е, но постои еден ноторен факт. Фудбалските клубови од општината ЖФК Кочани и НС се најдобри во Македонија, па макар тоа бил и женски фудбал. Осогово преживува како пациент со тешка дијагноза. Рехабилитацијата ќе трае и во 2014, а веројатно и подолго. Трети и втори лиги, општински лиги, младински. Тоа е рангот на кочанскиот спорт во повеќето екипни спортови. Во 2013-та футсалот се промовираше во Кочани со солидна база за повисоки дострели. Кога се индивидуалните спортови во прашање, приказната е поинаква. Има успеси подпишани со име и презиме. Во карате Мартин Стоименов и Адил Мехмет, во гимнастика Ненад Атанасовски, во кошарка Дарко Соколов, без оглед што македонската репрезентација ја фрли во депресија цела нација по настапот на Евробаскетот во Словенија. И накратко тоа е компетитивноста на кочанскиот спорт во национални рамки. Предстои цела година за потврдување и докажување, особено за помладите. И година на размислување, дали вреди да се инвестира во спортот, а зошто не и преиспитување на одлуките. Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Канал 8 за првите вести од новата 2014 година. Довидување.